Синдикатот на образованието и науката бара COVID-19 да се третира како професионално заболување и сите евентуално заболени наставници, воспитувачи и друг вид персонал во образованието, додека се лекува да добива полн износ на плата. Ова го истакна првиот човек на СОНК во интервју за порталот Работник, коментирајќи актуелната состојба со се поголемиот број наставници и ученици кои се во изолација. Значи, затоа е многу важно да се информира трудовата инспекција најнапред и после процедурата таква како што е, за да може на крајот на краиштата да си ги оствари своите права од работен однос и неговото боледување практично да биде исплатено во 100% износ. За ваквата состојба да се избегне и ризикот од тешки последици кај вработените да се сведе на минимум, од СОНК предупредуваат. И во ова прилика сакам да ги предупредам, значи ова не е никаква закана, меѓутоа е предупредување до надлежните, до директорите пред се, до општината, да направат проценка на ризик, да ги утврдат годините на старост, така се вели тој термин, години на старост на COVID-19 и да направат реорганизација на работниците во нивните установи. Преземените заштитни мерки во училиштата според СОНК се добри, но тие докрај не ја исклучуваат опасноста од ковид инфекција. Моето лично убедување дека се користат сите протоколи со кои што условно кажано би се превентирале од заразата, меѓутоа сепак еве сведоци сме дека учениците се атипични, односно асимптоматски преносители на вирусот, кој што еве доаѓа до наставниците и сега имаме ситуација каде што се заразуваат наставници или вработени во училиштата и идат во изолација цели одделенија практично во училиштето. Само во првите 5 дена од почетокот на учебната година во изолација замина 8 наставници и 53 ученици. Бројот на изолирани во градинките е неколкукратно поголем.